Добар дел од општините наскоро ќе капитулираат пред високите цени на струјата. Градоначалниците тврдат дека освен за основните потреби, пари не им остануваат за ништо. И не само инвестициите ќе се соочат со ситуации да не можат да даваат плати. Многу општини има што се заглавени со долгови и ово ќе им биде дополнителна пречка. Сите ќе се најдеме во незавидна ситуација. Мислам дека и мојата општина која е блокирана општина со многу мали средства, ќе ни идеме на големи проблеми во наредниот период доколку продолжи трендот на накачување на струја. Ќе ни идеме на големи проблеми во финансиски проблеми. Поради ова, општините повторно бараат итна средба со премиерот во намера владата да им овозможи дополнителни средства за тие да го надминат овој неизвесен период. И дополнително ќе разговараме за дополнителна средба, а и да конкретизираме со конкретни мерки околу поддршка со проблемот со електрична енергија. Овој проблем ги допира сите, и помалите општини како Карвинци, но и поголемите. Јавните предпријатија пред се во прашање за екзистенција или како би се они дополнително справиле со овој проблем, така да во идно време очекуваме да добиеме поддршка. Треба државата да излезе со конкретна мерка, да не сослуша и да добиеме конечно поддршка од таа страна за да можеме непречено да справиме со оваа криза. Вакво барање од ЗЕЛС до владата беше иницирано пред 30 дена, а реакции на нивното барање имаше и од министерот за економија Крешник Бектеши. Од оваа година општините ќе добиваат поголем надомест за ДДВ и персонален данок кој ќе изнесува 4,5 односно 4%. Со овие приходи можат да се менаџираат состојбите. Смета министерот Бектеши. Општините сметаат дека ова е премалку поради што не отстапуваат од барањето владата да им помогне сериозно. Во моментов тие плаќаат 4 до 5 пати поскапа струја и тоа практично им ги измести сите планови во врска со инвестиции, но и покривање на други трошоци.